Почитувани представници на медиумите. ВМРО ДПМН го достигна рекордот по криминалното и недомеченско владење и управување со тутунскиот комбинат од Прилеп. СДСМ е должна да информира македонската јавност и прилепчани, а во исто време да побараме и одговорност за катастрофалното работење, поразителните резултати и свесното 4-годишно уништување на тутунскиот комбинат од директорите поставени лично од Груевски и ВМРО ДПМН. Имено, тутунски комбинат од Прилеп по 4-годишното владење и управување од страна на ВМРО ДПМН достигна фантастични над 50 милиони евра загуби и тоа. 2007 година изнесуваат околу 9 милиони 250 илјади евра. Од 2008 8 милиони 150 илјади евра, од 2009 околу 30 милиони евра. За деловната 2010 година завршната сметка се уште не е изготвена. Но имајќи го предвид намаленото производство со сигурност, загубата би изнесувала околу 10 милиони евра. Тутунски комбинат во овие 4 години ги урна рекордите од своето постоење на досега најниско производство на цигари, откупен и преработен тутун. Господа од ДПМН, дали е точно дека тутунски комбинат во овие 4 години во маровско владење по основна законска давачка кон државата од 9 денари за кутија цигари, од кои 5 денари за здравство, 3 денари за земјоделство и 1 денар за екологија, нема уплатено на државна сметка ниту денар? Ако е тоа така, тоа се работи за огромни 22 милиони евра, кои власта повторно ви ги простува, ја привилегира компанијата со државен капитал, а незините раководни луѓе, владини пулени, кои го крчмат имотот поради своето незнаење, нестручност и самобендисаност. Тоа, впрочем, и го докажавте со смената на претходното раководство. Државата и Груевски за едни компании се однесува како мајка и им простува долгови, додека за други компании е макија. Ги притвора и малтретира собствениците и директорите, ги апси пред камерите на нивните партиски мегафони, осудувајќи ги пред време како најголеми злосторници на човештвото. Во владењето на ВМРО ДПМН и онака ниската бруто плата на вработените во тутунски комбинат е намалена за 20%, а по 3 месеци во текот на годината работниците се испраќаат на принуден одмор со исплата од 80%. Зошто? Затоа што нема стручни менаџери кои што ќе го штитат имотот и ќе го зголемуваат пласманот, наместо сметките за лични трошоци. Што е уште поапсурдно? Ова се случува во време кога месечните плати на ВМРО-вските директори се движат од 1000 до 1500 евра. Ваква ли е грижата, господа од ДПМН, за државниот капитал што го печалеле со својот труд и под работниците во најстарата прилепска компанија? Ваква ли е грижата за мачните работници кои со години живеат во агонија, зашто не знаат кој ќе биде епилогот од груевските ненародни деловни политики? Наспроти овие поразителни показатели, не се води сметка за рационално работење. Напротив, се трошат народни пари за луксус на директорите, се купуваат луксусни возила, скапи патувања по странство, од кои нема никаков ефект и бенефит за фирмата, а во исто време комбинатот се распаѓа. Бидејќи, господине Груевски, вие и вашата влада во моментов газдувате со имотот на тутунски комбинат со 72,4% собственост, ја доведовте компанијата до работна пезната и ја оставивте да се дави во долгови и затоа долгови загуби и затоа се поставува логично следното прашање. Господине Груевски, како можете после овие катастрофални показатели и пустошот што го направија вашите партиски кадри да не барате одговорност, туку напротив да дозволувате разрешениот заедно со новоназначениот директор да отпатуваат на уштедно скапо туристичко патување во Дубај? Ако вие немате одговор, тогаш граѓаните на Прилеп и на Македонија сигурно го имаат одговорот, кој ќе го кажат на следните избори. Не се сомневајте во нивната праведност. Тие за ова ќе ве казнат. Благодарам.